Во првото издание за 2022 година ќе гледате. Тетовци пред се посакуваат здравје. Велат се надеваат оти новата 2022 ќе биде подобра од претходните две. Кои настани и случувања ја одбележаа 2021 во Гостивар? Анди Исмаили од Гостивар е новиот светски шампион во категоријата современ танц на светското првенство кое се одржа во Полска. Почитувани гледачи, тимот на телевизија Кис Именада ви посакува среќна нова 2022 година, исполнета со здравје пред се, љубов и среќни моменти со најблиските. Ова се првите вести во новата година. За вас ги подготвивме следните информации. Тетовци пред се посакуваат здравје, велат се надеваат оти новата 2022 година ќе биде подобра од изминатите две, кога светот се соочи со пандемија, која се уште трае и остава големи последици врз сите сфери на општествениот живот. Надежта последна умира. Ова го велат тетовци во однос на нивните очекувања за новата 2022 година. По тешките претходни 2 години, велат дека посакуваат здравје пред се и завршување на пандемијата со коронавирусот, како и подобрување на општата состојба и квалитетот на животот. Некои сепак разочарани споделија дека не очекуваат подобра година од претходната. Па да биде малце подобро во светот и тука кај нас во Македонија. Не сите млади да идат ван, зашто сама сум надвор излезена во странство со мажми и не ни е толку убаво, зашто поубаво е дома кога си. И тоа, очекувам да биде подобра економска, финансиска ситуација, децата овие наши сега да имат подобра работа. Тоа, среќа, љубав, здравје, тоа, пари. Да се надеваме здравје, среќа, беричет. Тоа, што друго? Па се надеваме дека ќе биде поарно, да. Увек надежда умира последна. Очекувам Божем ќе се освестиме. Мислите ќе биде подобро, имате надежда? Па се надежда последна умира. А што очекувате за новата 2022? Ништо не очекувам. Подобро. И како што вели една италијанска поговорка, здравиот човек истовремено и богат, иако за тоа не е ни свесен. Затоа во новата 2022 година ви посакуваме здравје во изобилие и крај на светската пандемија со коронавирусот, која го наруши стандардното функционирање во општеството. За да земеме залет и да зачекориме растоварени во новата година, најпрво треба да ја резимираме старата. Еве кои настани и случувања ја одбележаа 2021 во Гостивар. Оставивме втора пандемиска година зад нас. За жал и во 2021 повторно најмногу работа имаа медицинарите, а болниците беа пополни од кафулињата и рестораните. Многумина, погодени од нешто лошо што им се случило, ќе речат да не се повтори. Никој не може да знае што не чека и каква ќе биде 2022, но секој од нас има моќ да стори нешто, макар многу ситно, да ја олесни, разубави, поднасмее. За да земеме залет и зачекориме растоварени во новата година, треба да расчистиме со старата, да ја рекапитулираме. Како и секогаш, ние тоа го правиме низ настаните и тековите кои ја одбележаа ланската година, конкретно во Гостивар, каде секојдневно ги следиме новостите и состојбите. Гостивар лани во 2 налети доживеа силни ковид бранови, полни кревети на инфективно, се отвори и модуларната болница, а и други одделенија беа претворени во ковид центри поради голем број на пациенти. Надежно е што после се градот излезе од 2021 со стабилна состојба. Во ова резиме неизбежно е да ја споменеме вакцинацијата против коронавирус, процес кој почна и во Гостивар и уште трае, со интерес кога како, но сепак нешто што влегува во актуелни теми за минатата година. Таква тема се и локалните избори, кои се одржаа есента.
Кампањата, иако имаше своји жестоки моменти, горе-долу беше во рамки на прифатливото. Изборите во општина Гостивар резултираа со старо нов градоначалник и нов совет, во кој има само еден член од претходниот состав. Во поубавите нешта, од 2021 би го сместиле успехот на Анди Исмаили, кој бескрајно ги израдува гостиварци, кога повторпат стана светски шампион во модерен танц. Нема сомнеш дека ова дете го представува Гостивар, а и земјава, во најдобро светло и му престои блескава иднина. Во делот на совладани предизвици големо место зазема потегот на Јосиф Мишевски од Гостиварско Тумчевиште, кој во име на лицата со ретки болести летово леташе со параглајдер над Охридското езеро. Јосиф, кој има ретко кожно заболување ихтиоза, уште еднаш докажа дека позитивниот став и волјата се исплатливи. Конечно, по забраните за организирање настани и карантините во 2021 живна културата, па во Гостивар се одржаа концерти, се прикажаа театарски представи, имаше промоции на книги и други случувања од тој тип. Тие секако придонесоа барем на моменти да се оттргнеме од секојдневието и да ја разгалиме душата преку безвременската семоќ на уметноста. Кога сме кај културните збиднувања, вреди да се спомене и издавањето на втората збирка раскази со наслов Гостијарци за незаборав, од професорот по македонски јазик во пензија Милош Смилјановски. Четиво кое донесува интересни приказни од гостиварското минато низ различни ликови и временски периоди. Гостивар важи за град пример кога се со животот и толеранцијата во прашање. Во таа насока, лани Советот едногласно донесе одлука ромското знаме да биде во официјална употреба на територијата на општината, што е уште еден белег на годината што измина. Накратко и од прилика, ова беа настаните од Гостиварската 2021. На оние кои сме ги испуштиле, ве мотивираме да се подсетите сами. Со Арно со лошо, истуркавме уште една година. Останува на нас самите дали ги научивме лекциите што ни ги одржа и низ кои патеки ќе ја одиме новата 2022. А таа, дај Боже да има еден куп здравје, сила и ум. Доволно е. Да не идеализираме и да бидеме поскромни. Во тој поглед, за крај, утешниот мудар цитат на нобеловецот Иво Андрич. Тоа што не боли, не е живот. Тоа што не поминува, не е среќа. Среќно. Анди Исмаили од танцовото студио iDance од Гостивар е новиот светски шампион во категорија современ танц јуниори на светското првенство кое се одржа во Полска. Има само 13 години, а е двократен светски шампион во современ танц. Талентот и напорната работа на гостиварецот Анди Исмаили му донесоа уште еден златен медал во јуниорска конкуренција на светското првенство во модерен танц кој се одржа во Полска. Првото злато го освои во 2019-та. Минатата година поради пандемијата не учествуваше, но со неговата амбициозност сигурно ќе освојува уште многу награди. Горд на својот успех, се надева ќе го повтори и идната година. Многу убаво да имаш две титули, имајќи ги предвид сите жртви кои ги правев. Подготовките започнаа пред 2 месеца пред надпреварот. Во Полска бев 5 дена и таму се представив со кореографијата на Јан Давник, која ја подготвивме заедно со моите тренери Вулнет Незири и Сарита Селмани. Чувството беше прекрасно. Пред 4 години Анди ги прави првите балетски чекори и од тогаш е постојано на сцена. Кога се подготвува за надпревар, тогаш доаѓа на тренинг секој ден. За мене представува нешто што многу сакам да го правам. Со модерниот танц се занимавам од декември 2017 година. Редовно вежбам и тоа се жртвите што ги правам. Мојот омилен стил е џез и модерен балет. Сакам да играм на песните на Били Ајлиш. Неговите тренери од танцовото студио iDance велат дека Анди е вонсериски талент, но неговите успеси се должат на неговата упорна работа.
Од кога дојде тука, свативме дека се работи за еден вонсериски талент и тој тоа го покажува со секој негов настап. Не е дека само е талентиран и не го развива својот талент. Нон-стоп работи и се надградува, тоа е плюс за него. Се проверува и во други стилови, не само во модерниот танц. Па Анди е извонредно дете, со голем талент, само ја не верувам во талент, верувам во работа, така да Анди работи многу. Велат дека Анди има најголема поддршка од родителите, а помош од институциите досега не добиле. Ева, Анди има среќа што можат родителите негови да му овозможат да се надпреварува, пошто стварно едно патување надвор од државата кошта многу, а институциите се скоро нула заинтересирани за помош. Својата амбициозност 13-годишниот Анди ја потврдува и во својата новогодишна желба. Да ваш дојме кад суксесен, чекам филм. Да продолжам со успех како и досега. Постапувањето на функцијата градоначалник, но и по пандемијата, ќе памети 2021 година првиот човек на општина Егуновце Димитар Костадиновски. Тој се надева дека новата година ќе биде подобра во сите сегменти. Најавува повеќе проекти за развој на овој регион. Имаме локални избори, самите знаете дека се завршија мирно, транспарентно и се избра ново раководство, стана градоначалник на општина Егуновце. У областа на економијата мислам дека беше потешка и се надевам дека 2022 ќе биде подобра. Исто и во сегментот на здравството, со оваа ковид пандемија беше ситуацијата посериозна. Кои се желбите и очекувањата од 2022 година и кои се плановите за работа? Желбите и очекувањата се големи општо. Моите желби се да општина Егуновце стане сервис, да општина Егуновце стане поразлична, да стане успешна општина, пример да биде посебно во нашиот регион, во западниот дел на нашата Македонија. За 2022 капитални проекти кои ни се планирани и кои мислам дека ќе успееме, имаме да го завршиме проектот Јанчиште за фекалната канализација, Егуновце, локалните улици и патишта низ населено место Егуновце, се надевам дека ќе успееме да ги реализираме. Истото имаме проект за фекална канализација за Ратае Жилче, за да се спои со фекалната во Жилче, за да и Ратае доби една таква фекална канализација и мислам дека во периодот што за 2022 ќе успееме да стигнеме и да го реализираме тој проект. Исто други проекти што планирам да ги правам за населено место Жилче, населено место Шемшово, за да обезбедиме здрава и чиста вода, за да не зависат од водата во Егуновце, која капацитетите се намалени и сега посебно тие населени места во Жилче, во Шемшово останаа без вода и тој да го подобриме. Исто во населено место Прелюбиште има водоводна мрежа која е градена може пред 50-60 години, базен кој е ренуиран, планираме да го направиме нов, да направиме исто и мрежа до населеното место, за да таа вода не се губи и да има доволно вода и капацитет за населено место Прелюбиште. Исто околу инфраструктурата, во моментов сега од кој сум дојден градоначалник, правиме некои проекти за локални патишта и улици. И се надевам дека и тие локални патишта и улици ќе бидат во 2022 реализирани. Истото би го спомнал и делот на образованието. Се надевам дека во образованието како општина ќе партиципираме, ќе помогнемо да нашите училишта бидат колку толку малку посредени, поунапредени, за нашите деца да имаат подобри услови за одржување на наставата. Ќе направиме проекти исто планирано и за во горните села, што ги викаме, или понаредната општина Вратница, да во Беловиште, во туристичкото место, да горе кај црквата Света Петка обезбедиме електрична енергија, да во населено место Вратница сега во моментот се носат бекатон средства и ќе направиме за улиците низ Вратница, а ќе направиме проект за патот што е од
од регионалниот пат до манастирот Константин и Елена. Исто во населено место Јажинце планирано ние да го оградиме за почеток основното училиште или подашното училиште во Јажинце. Исто и во населено место Ораше планирано е да направиме пробивање на патот. Има направено проект, а граѓаните бараат да има проект за фекална канализација. Се надевам дека во 22-23 ќе успееме и таа фекална канализација, ако ништо друго, барем да направиме проект за да може да аплицираме. Исто во делот на животната средина планираме фирмата концесионерот кој беше до сега и е завршен договорот, да во после нова година го отвориме комуналното ППД кој беше затворено на жалост од мојот претходник, да сега почне да функционира и да малку свеста за животната средина ја подигнеме и да секое домаќинство, што го ветеви у програмата, добие канта, да малку по малку почнеме општина Егуновце да ја правиме на повисоко ниво за у областа на животната средина и да тој нов концесионер се обврзе со наша поддршка тоа да го реализира. Во продолжение информациите од изминатите 2 дена кои ги регистрираше секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера 10 минути по полноќ во угостителски објект во атарот на Гостиварско Неготино, во кој била спроведена акцијска контрола, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 24 годишничка од Република Албанија поради сомнение за злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. На 30 декември околу 15 часот и 10 минути на улица Ѓорче Петров во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода двајца малолетници од Тетово и Тетовско Џепчиште, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. По документирање на случајот, малолетниците ќе се соочат со соодветни поднесоци. 22 годишничка од Тетовско Џепчиште на 30 декември во 16 часот во СВР Тетово пријавила дека на улица Илинденска во Тетово била касната од куќе скитник. На 30 декември од 19 до 24 часот полициски службеници на СВР Тетово спровеле акцијска контрола на возачи, дали и колку од нив управуваат под дејство на алкохол, а во која биле откриени и санкционирани 4 алкохолизирани лица. Тие веднаш се исклучени од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи и ќе се соочат со парични глоби кои за овој вид сообраќаен прекршок, зависно од степенот на алкохолизираност, се движат од 200 до 375 евра во денарска противредност, како и со мирка одземање на дозволите од 3 месеци до 1 година. При контролата, откриени и санкционирани исто така, биле и 6 други видови прекршоци, 4 во Тетово и 2 во Гостивар. Ракометните репрезентативци на Македонија од денес повторно се на собир и ги продолжуваат подготовките за настапот на Европското првенство во Унгарија. Веќе една декада, крајот на старата и почетокот на новата година се во знакот на ракометната репрезентација на Македонија. 11-та година поред, нашата репрезентација е дел од големите надпреварувања, почнувајќи од Европското првенство во Србија во 2012 година, каде и го остваривме најголемиот успех, 5-тото место во Европа. Ракометната репрезентација на Македонија веќе го заврши првиот дел од подготовките, а селекторот Кирил Лазаров е задоволен од условите што ги имале во Маврово, но и од залагањето на ракометарите. Задоволни сме, имаме мир, со оглед на ковид ситуацијата заштитени сме, имаме топла сала, имаме одлично време, се дружиме, разговараме доста, работиме многу. Јас сум искрено задоволен, мене Маврово ми е едно од омилените места, мислам дека Маврово заслужува да добие шанса и да се инвестира и да се направи уште поголем скијашки центар, еден не само скијашки и спортски центар, за да нашите клубови не само од ракометот, било кој спорт имаат уште подобри услови и да доаѓаат овде во Маврово и на место во Македонија, да не одат надвор од државата.
Ракометните репрезентативци на Македонија од денес повторно се во акција и тренираат во Скопје, каде ќе се реализира финалниот дел од подготовките. Во спортскиот центар Борис Трајковски ќе играме 2 пати против Израел, а потоа ќе биде познат и конечниот список на ракометари за настапот на Европското првенство во Дебрецин. Ние сме амбициозни, позитивни сме, не се плашиме од никој, меѓутоа треба да бидеме реални, да стоиме цврсто на земја, имаме тешка група, таму се словенците кои се игра 2020 година полуфинале Европско првенство, тука се црногорците на репрезентација во подем. Со данска не сакам ни да зборувам, меѓутоа има ентузијазам, работиме, се трудиме, ќе гледаме да во најмала рака изгледаме добро. Да изгледаме добро, да играме еден модерен, квалитетен ракомет и се надевам дека ќе заслужиме среќата и ќе направиме некој изненадување, не се гледам како фаворит, меѓутоа не ни аутсайдер. Тука некаде ќе чекаме нашата шанса, така. Седмиот настап на европските првенства го започнуваме на 13 јануари против Словенија. Потоа на 15 ќе следува дуел против Црна Гора, а групната фаза ја завршуваме против Данска на 17. Пласман во следната фаза ќе обезбедат по 2 екипи од секоја група. Почитувани, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатен ден.